Почитувани добро вечер. Во емисијата Став вечерва гостуваат Хилда Димитриевска и Станче Штериовска, наставнички во Општинското основно училиште Крстен Мисирков. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер. Добро вечер. Основното училиште Крстен Мисирков одбележува патронен празник 74 години постоење. Кажете ни со какви активности го одбележувате празникот на училиштето? Нашето училиште е современа воспитно-образовна институција која што одговара на потребите на учениците, наставниците, родителите и на пошироката општествена заедница. Континуирано се развива на повеќе полиња. Во изминатиот месец имавме повеќе надпревари, а вчера пригодно го одбележавме нашиот патронен празник, така што најпрво ги поделивме наградите на учениците, потоа положивме цвеќе на бистата на нашиот патрон, и програмата продолжи со пригодна приредба подготвена од нашите колешки по македонски јазик Стојанка Додучки и Тања Петрушевска, исто така и колешката по музичко образование Милена Митковска. Како наставнички и двете неодамна се стекнавте со титулата најдобар наставник на просторите во поранешна Југославија за вашата долгогодишна работа и залагање, добиени награди и признанија на меѓународно, национално и локално ниво за учество во проекти и афирмација на професијата. Иако голем број кумановци ве знаат, сепак кажете ни кои се всушност Хилда и Станче. Јас сум Хилда Димитриевска, работам 25 години како оделенски наставник во Основно училиште Крстен Мисирков. Инаку сум дипломиран педагог. Имам работено во неколку училишта и во детската градинка, еден краток период, меѓутоа веќе 24 години сум оделенски наставник во Крстен Мисирков. Јас сум Станче Штериевска, оделенски раководител во Основното училиште Крстен Мисирков. Во ово училиште работам 16 години, претходно имам работено во неколку училишта во градот. Вие бевте учесници на меѓународната конференција на наставници и директори од поранешните југословенски простори, што се одржа од 20 до 23 октомври годинава во Требиње, Босна и Херцеговина, во организација на Асоциацијата на најдобри наставници од бившите ју простори. Може ли да ни кажете нешто повеќе за оваа асоциација и за настанот кој што се реализираше во Требиње? Да, точно, оваа асоциација е асоциација на високо образовани лидери во образованието, кои што мотивираат и инспирираат и кои што обединија една голема група на наставници од целите бившо југословенски простори, така да ги наречам, или од повеќе републики, од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Црна Гора. Оваа асоциација веќе постои 4 години. Основачи на асоциацијата се две наставнички кои што се добитнички на Global Teacher Prize наградата, која што е во организација на Ворки фондацијата. Во 2017 година добитник на оваа награда е македонската наставничка или наставничката од Македонија Весела Богдановиќ од Битола, додека во 2018 година добитничка на наградата е наставничка од Србија Желјана Радочиќ Лукиќ. Тие се основачите на оваа асоциација, меѓутоа тие организираа и поттикнаа голем број на наставници од овие простори да се вклучат, да станат членови и да формираат една заедница на лидери кои што даваат значаен придонес во ширење на мисијата на наставникот, секој што ја има, на неговата идеја, ширење, богатење и размена на наставни пракси меѓу сите нас. Асоциацијата има поставено 27 категории кои што треба да се постигнат, така да кажам, или со своите достигања наставниците се верифицираат или се одредува нивната категорија, дали ќе бидат член на асоциацијата, дали ќе бидат најдобар наставник, дали ќе бидат лидер во образование и има уште една категорија амбасадор, кој што може да биде амбасадор од областа на образование, меѓутоа амбасадори може да бидат и лица кои што работат од некоја друга струка, од некоја друга професија, меѓутоа сепак тоа е поврзано со образованието и даваат значаен придонес и поддршка на сите наставници. Така оваа асоциација на ниво на овие 4 категории ги вреднува наставниците според нивните постигања, според нивната работа
И веќе од минатата конференција имаме уште една категорија, тоа е најдобар директор во училиштата. Тоа се нивоа кои што асоциацијата ги има поставено и во кои што наставниците се вреднуваат. Која е основната цел? Основната цел на оваа асоциација е вмрежување на иманентни, односно докажани најдобри наставници од просторите на поранешна Југославија со цел да биде видлива нивната работа, нивниот труд. Организатор на овие конференции е асоциацијата и на овие конференции секогаш се поканети јавни личности кои што се поврзани со образованието, министри, заменици министри, градоначалници, вработени во Министерствата за образование, во Бирото за образование, за да може да дојдат и да ја видат таа добра наставничка пракса која што наставниците ја презентираат на овие конференции или на саем. Кажете ни која е целта на асоциацијата и на ваквите меѓународни конференции? Целта на меѓународните конференции, кои што се во организација на асоциацијата, е да се поттикне меѓународно мрежување на најдобри наставници, затоа што на овие конференции се поканети јавни личности кои што се поврзани со образование, министри, заменици министри и вработени во Бирота за образование. На овие конференции наставниците го презентираат својот труд, својата работа и на еден начин тие се неформални реформатори на современо, на модерно образование. Меѓународната конференција што се одржа минатиот месец беше 5-та по ред. Може ли да ни кажете нешто повеќе за вашите учества во претходните конференции? Ние учествуваме на овие конференции уште од самиот почеток, уште од првата конференција. За да се присуствува, постои апликација која што треба да ја пополниме и на таа апликација покрај учество на конференција секогаш има организирано некој учество во саем на образование. Нашето учество уште од првата конференција беше активно со тоа што секоја од нас, зборувам со колешката Станче, за неа и за мене, секоја од нас индивидуално работиме на некој проект кој што е предвиден за таа конференција, меѓутоа сепак работиме во тандем. И нашата работа, нашата заедничка работа се гледа токму во нашата тандемска работа. Ние меѓу себе си помагаме и се поттикнуваме една со друга и сметам дека токму тоа доведе да ние уште поактивни бидеме и се повеќе се залагаме како во нашето стекнување подобра едукација наша, исто така и повеќе учествуваме заеднички во некои заеднички проекти, во некои заеднички манифестации, фестивали, а сето тоа потекна уште од 2019 година, кога за прв пат бевме на еден фестивал во Мионица, Креативна чаролија, каде што за прв пат се запознавме со Желјана, основачот на асоциацијата, и од тука веќе слушнавме за оваа асоциација и активно почнавме да се вклучуваме. На првата конференција која што се одржа во Скопје беа приклучени повеќе членови, меѓу кои што беше колешката Станче член. Јас не бев член на првата конференција, меѓутоа таа беше прекрасно организирана од страна на нашата колешка Стојанка Дудучки, која што е и соосновач на асоциацијата, која што на првата конференција се здоби и со титулата најдобар наставник. На оваа конференција се запознавме и тука се стекнаа првите пријателства со нашите колеги од другите републики и тука се запознавме токму со целта и идејата за постоење на една ваква асоциација. Тоа ни беше ветер в грб на сите нас, секој да работи во својата средина, во своето училиште, меѓутоа сите да работиме глобално. Значи да се поттикнеме и да се вмрежиме, да почнеме да разменуваме идеи, да разменуваме наставни практики, а тие да ја шират позитивната мисла, позитивната идеја и да се мотивираме еден со друг
повеќе индивидуално да напредуваме на професионален план. Втората конференција е одржана во Будва. Кажете ни нешто повеќе околу оваа конференција. На оваа конференција бевме вклучени со постер презентации. Оваа постер презентација беше поврзана со нашето претходно искуство на кое што требаше да презентираме позитивни практики од нашата работа. Најнапред требаше да се изработи тој плакат во дигитална форма и ако ги задоволуваше потребите, тогаш можевме да влеземе во конкуренција. За наша среќа, нашите постери беа прифатени од комисијата и затоа ние добивме награда за едни од најдобро изработени постер презентации. На втората конференција зедовме учество со интерактивни книги. Ова втора конференција се одржа во Белград. Интерактивните книги беа книги на кои што беа прикажани активности, односно активности кои што може да се реализираат на сите часови во училиштето. Мојата книга беше за стратегии од јазична и математичка писменост во почетните оделенија, а колешката Хилда имаше изработена книга за француски јазик. Нашите книги таму зеда така запазено внимание не само кај жирито, туку и кај присутните колеги. И ова награда ни е посебно драга, затоа што не само што добивме награда од стручното жири, туку бевме пофалени и наградени од нашите колеги. Така да добивме награда за визуелно и креативно решение на двете книги. Јас само би сакала да дополнам за двете книги, дека навистина се квалитетни и добри. Покажува тоа што веќе тие книги неколку пати беа презентирани и покажани и на некои други манифестации. Една од тие беше учеството на проектот Творилница и при презентација, завршна манифестација што се одржа по тој повод, ние ги презентиравме овие книги. Исто така, книгата ја презентирав и на Францускиот институт, каде што сум член во францускиот културен центар, бидејќи работам во билингвална паралелка. Децата учат француски јазик преку предмети математика, ликовно, музичко, физичко образование, природни науки, општество. Така да преку овој проект ние сме вклучени и работиме со Францускиот институт. При една обука таму имав можност да ја презентирам книгата. Навистина беа воодушевени колегите и од другите градови што беа од Македонија, како и обучувачката што ни беше французинка, која што предложи книгата дури и да конкурирам со неа на еден од меѓународните конкурси. Се уште тоа не го направив, меѓутоа имам можност, што значи дека сепак тоа е нешто кое што е квалитетно и кое што е интересно за децата, ќе ги потикне за учење на францускиот јазик. Споделите ги со пошироката јавност и искуствата од следните конференции. Сепак би додала уште нешто за Будва и за Белград. Значи, кога имаме работилници, тие работилници обично се на отворено и секој пат имаме некоја посебна задача. Во Будва имавме задача да изработиме книга на впечатоци. Бевме поделени во групи, секоја група имаше одреден простор кој што требаше да го истражува во Будва и сите тие впечатоци да бидат метнати во книгата конкретно за таа група. Во Белград имавме посета на едно приватно училиште, Друмзум, каде што посетивме школа за калиграфија. Во мај годинава во Сараево се одржа и четвртата меѓународна конференција. Кажете ни што се случуваше таму. Во Сараево бевме презентери на дела од македонски автори и тоа на делата на Весела Богдановиќ, кои што се издадени од страна на Просветно дело. Ние бевме рамо до рамо со другите презентери кои што ги презентираа делата на Желјана Радојчиќ Лукиќ. И задоволство и чест за нас беше да имаме таква можност, затоа што тие представуваат прекрасни дела, интерактивни книги, кои што може да се користат во наставата и секој да ги прилагоди на своите потреби.
Сараево беше специфично пред се поради тоа што бевме воодушевени од духот на самиот град и во оние работилници кои што се реализираат на отворено, имавме можност да го посетиме градот, да го запознаеме и воедно имавме задача таму да истражиме културно-историски споменици, кујна, население, средба со нив, комуникација и сите оние работи кои што во текот на тие работилници кои траат и кои што ги работиме според одредени QR кодови кои што ни се дадени, ние се упатуваме на одредени места и одредени објекти да посетиме со таа цел, требаше на крајот да изработиме една заедничка мелодија, песна, било каква активност со која што целата група ќе се представи. Сакам да кажам дека на сите конференции, кога имаме вакви работилници, кои што обично се реализираат на отворено, тоа се групи кои се формираат, мешовити групи, кои што се формираат од наставници од сите краишта на поранешна Југославија. Значи, тука имаме можност да се запознаеме, да се зближиме, да комуницираме и се повеќе да го збогатиме своето знаење. Петата конференција за нас е една од најдрагите конференции, зашто токму на оваа конференција ние се стекнавме со титулата најдобар наставник. За да се добие оваа награда, на нас ни претходеше повеќе годишна заедничка работа. Ги исполнивме сите критериуми што беа дадени во апликацијата. Со оваа награда од нашата татковина се стекна и Василка Ѓурчиновска, Климентина Петровска и Маја Павловски. Додека пак Кети Стеванџија се закити со титулата најдобар директор. На оваа конференција за прв пат се додели и наградата Амбасадор за 5. Со таа награда се стекна Јелена Мандиќ, нашата колешка од основното училиште Вук Караџиќ, затоа што секоја конференција учествува на саем или пак со презентација на некое нејзино работно искуство преку исто така интерактивни книги или постери. Со ова награда се стекна и Ксенија Маказлиева Трајчева, која ова награда како најдобар амбасадор ја доби за прв пат во Скопје на првата конференција, а оваа година навистина ја заслужи наградата амбасадор за 5, зашто секоја конференција таа нас не организира и безбедно да стигнуваме на дестинацијата која што е предвидена. Само би сакала да дополнам дека на 4-та конференција во Сараево, кога за прв пат беа прогласени најдобри директори во училиштата, од нашиот град за најдобар директор беше прогласен нашиот директор поранешен Александар Јовановиќ, и особено чест и задоволство беше за нас што токму во првата група на директори беше нашиот директор. Тој сега работи во сектор за образование и наш раководител во тој сектор за образование. Меѓутоа, еве, и тој се закити со ваква титула. На оваа конференција, како и на сите претходни, имаше саем на образование, на кој учествуваа 17 наставници од Македонија како тим под мотото Македонија мотивира. Со голем ентузијазам и љубов, секој изработи мотивациони пораки, спакувани на најразлични начини. Нашиот тим од Македонија се стекна со награда најдобро спакувана мотивациона порака, додека колешката Дивна доби награда за најдобар индивидуален штамп. Нашиот штамп привлекуваше со својата шареноликост. Секој доби барем по една мотивациона порака и подарок. Нешто што беше интересно на оваа конференција, за прв пат секој од учесниците требаше да направи по 3 подарока и кога влеговме во салата, на секое столче имаше по 3 подароци, така да секој од нас дома се врати со уште 3 подароци, а тоа беше можност да побараме, да го најдеме кој е тој што ни го оставил подарокот на нашата маса, на нашето столче всушност, и така да стекнеме едно ново пријателство кое се надам дека ќе продолжи и понатаму, како што претходно сме соработувале и сме се запознавале со колешките на претходните конференции. Нешто интересно што се случи на оваа конференција е што
Пред неколку години кога учествувавме на манифестацијата Креативна чаролија, учествувавме со театарска представа и ученичката го играше ликот токму на Желјана. За таа пригода изготвивме ист фустан како што носи Желјана на тие манифестации и ова година тој подарок го спакувавме и го подаривме на Желјана за сеќавање на тие прекрасни моменти кои ги доживувавме ние кога бевме во чаробно село. Уште можеме да кажеме дека на оваа конференција сме горди со тоа што учествувавме уште на еден штанд. Тоа е нашето тимско представување на училишниот проект МИО, преку проектот Туристички водич за Куманово и околина. Во овој проект со нас учествуваше и колегата Зоран Тасевски, на што сме му особено задоволни, затоа што тој е човек подвижна енциклопедија, многу работи кои што ги пронајдовме и ги внесовме во нашата мапа и во флаерите беа токму благодарение на колегата Зоран. Ја представивме мапата на Куманово со сите нејзини културни, историски и верски објекти од градот и околината постари од 100 години. Во оваа прилика би се заблагодариле на градоначалникот Максим Димитриевски и на председателката на Советот на општина Куманово Ивана Георгиевска, кои што ни дадоа максимална поддршка како на локално, тако и на меѓународно ниво во реализација на овој МИО проект. Господја Димитриевска, кажете ни како се стекнавте со наградата најдобар наставник? Што е пресудно за да се добие едно вакво меѓународно признание? На ова меѓународно признание претходи долгогодишна работа и залагање во областа на образованието. Таа не дојде спонтано и случајно. Таа е резултат на нашата долгогодишна работа и тоа преку добиени бројни награди и признанија на локално, национално и меѓународно ниво, како резултат во учество на бројни проекти, дали како реализатори, координатори или автори на проект, потоа како автори на игри за ран детски развој, игри во домашни услови, игри за дигитализација, кои што веќе се објавени на националниот образовен блог Едуино, за што добивме титула Едуино амбасадор. Ние исто така сме соработници во детското списание со своји написи и игри, и тоа во Другарче. Потоа и двете сме биле говорници на трибини. Јас на трибината во Влада на Република Северна Македонија на тема различни приказни, иста борба по повод 8 март, додека колешката Станче беше учесник на тркалезна маса на Универзитетот во Штип по повод Ден на учителот. Ние сме исто така презентери на конференции и собири. Еден од тие собири беше и собирот по повод 70 години учителска школа во Штип, кој се одржа во нашето училиште 2019 година и на кој ги презентиравме нашите трудови, за кои што и претходно спомнавме. Јас со мојот труд Прекос, рано изучување на францускиот јазик од 1 до 5 оделение, додека колешката со својот труд техники и стратегии за јазична и математичка писменост. Тие веќе се дел од зборник, кој што по тој повод е издаден, се уште е во подготовка и нашите трудови ќе се најдат во тој зборник. Потоа, ние сме автор на дигитална брошура Бонтон за онлайн настава. Потреба од ваква брошура се појави во периодот кога беше онлайн наставата и ние видовме дека кај децата сепак им треба некои правила на однесување, кои што не ги знаат или кои што ги знаат меѓутоа не ги применуваат. Тоа не потикна да изработиме една ваква брошура онлайн, која што ќе може да им користи на сите нив. Потоа ние сме учесници во илустрација на српско-ромски речник и тоа токму се поврзавме со колешка која што е член на асоциацијата од Србија, која што изработува ваков речник, побара од нас да земеме учество со наши цртежи, меѓутоа тоа и беше исто така потик некои од тие зборови на српски и ромски ние ги преведовме на македонски. Значи, сакаме да ги таа јазичност, да размена на
знаења за одредени јазици да ја збогатиме повеќе и тоа ќе може да го користат децата. Исто така ние мислам, за да се добие оваа титула има повеќе категории. Една од тие категории дали сме презентери на некој институт. Така јас на Францускиот институт бев презентер, додека со колешката Станче учествувавме на Гаус институтот во Битола со интерактивни игри. Организатор беше НАТО и тука колешката со своите ученици освои 3-та награда. Понатаму, за да се добие оваа титула, треба да бидеш автор на некое дело. Јас сум коавтор на прирачникот по француски јазик за ученици од 1 до 5 оделение, додека може да кажам ние сме и национални тестатори за ЕГРА и ЕГМА, потоа дисеминатори на обуки во училиштето, членови сме во Сдружение на просветни работници, во Сојуз на просветни работници, членови на Сдружение на учители на ниво на Македонија, воедно сме и координатори на ниво на град Куманово. А нашите изработки честопати биваат презентирани и на некои други медиуми, како што беше на пример на БН телевизија. Тие постер презентации кои што ги изготвивме за креативна чаролија, видовме и бевме запознаени дека на БН телевизија, кога имаше снимано емисија за образование, беа таму носени и разгледувани, воедно и на саем на образование во Аранџеловац. Ние имаме и едно авторско проектно дело, кое што се вика Дарување, радување, новогодишно изненадување. За прв пат минатата година организиравме една хуманитарна акција. Всушност, хуманитарни акции секоја година по разни поводи организираме. Меѓутоа, ова го проширивме преку еден проект, кој што го реализиравме со колешките членови на оваа асоциација, така што секој работеше во своја средина, работеше со своји ученици, значи на локално ниво, а тоа наше искуство го преку социјалните мрежи го објавувавме и се поттикнувавме едни со други како може да организираме вакви хуманитарни акции со кои децата ќе ги поттикнеме да развиваме кај нив емпатија и хумани односи кон другите луѓе, да бидат хумани луѓе. Бидејќи тие ќе бидат граѓани на нашето општество, ако ги учиме од најмала возраст, тоа искуство ќе можат да го продолжат и понатаму кога ќе станат возрастни луѓе. А нашите колеги беа многу благодарни и многу задоволни затоа што ова го правеле и порано, меѓутоа вака кога видовме кој што работи, видовме всушност дека тоа некогаш може да се случи да бидеме малку, да кажам, заспани. Знаеме тоа како се прави, го правиме, меѓутоа кога едни со други ќе размениме некое искуство и тогаш тоа се збогатува. На тој начин покрај тоа што сме ние автори на овој проект, продолжуваме и понатаму да ги јакнеме своите компетенции на учениците, бидејќи тие се вклучуваат во овие проекти и знаат како да ракуваат со дигиталните алатки и како правилно да го користат интернетот. Потоа ги подобруваат своите, да кажам, својата желба да научат повеќе јазици, да научат повеќе култури, религии, да се запознаат со обичаите од различна религија, знаат каква храна се користи во различни средини, која музика постои таму и токму таа различитост, кога ја гледаат и кога се вклучуваат, тие знаат и да ја почитуваат. Затоа велиме дека ние, кога во ваква мултиетничка средина живееме, ќе ги учиме децата на мултиетничност уште од најмала возраст. Како координатори на овој проект беа токму колешките со кои што сме запознале на овие конференции. И сите тие се членови на асоциацијата. Многу позитивни критики добивме, особено од родителите, кои што дадоа свој допринос да се реализира овој проект Дарување и радување, новогодишно разубавување. А како
идеја да го реализираме овој проект беше една сосема случајна средба, едно обично заедничко пиење кафе со некои пријателки кои не знае што да направат со работите што ги имаат по домовите. Така дојдов од таа средба дома, веднаш се јавив на колешката и за 2 дена го направивме комплетниот проект. И што е најважно, за ден-два добивме поддршка од Сдруженијето на одделенски наставници ЗОН. И уште да ни кажете што за вас значи наградата најдобар наставник. За мене наградата најдобар наставник значи уште многу поголема обврска, поголема одговорност. Досега сум работела со учениците, сум внимавала на нивните чувства, на нивниот интелектуален развиток, сум го откривала нивниот талент, сум работила на развојот на нивниот талент, а сега имам уште поголема одговорност да ги подготвам за предизвиците на 21 век. Господја Димитриевска, ви значи ли за наградата и што значи за вас оваа награда? Секако дека ми значи и таа за мене е поттик и обврска и сметам дека и моето досегашно залагање е минимално во однос на она што би можела да пружам повеќе, да дадам повеќе, секако дека ми дава крилја на некој начин и ќе се залагам, ќе се трудам да бидам најдобра што можам во својата професија. Јас само би сакала да кажам дека сите ние сме дел од едно звездено небо. И на тоа звездено небо има милион звезди кои што сјајат и не пречат една на друга, туку го осветлуваат и го формираат токму оваа звездено небо. Секој сјае за себе, а свети за сите. Такви треба да бидеме ние наставниците. Секој од нас да го даде својот максимум, да сјае за себе, меѓутоа да сјае за сите. Како за себе, за наставниците, за учениците, така ќе им пружи помош и на родителите. Ги повикувам сите наставници да бидат дел од ова звездено небо и да бидат дел од ова наше обединување на сите наставници или, ајде да кажам, дел од ова наша заедница. Со оваа убава и позитивна порака, всушност ја завршуваме вечерашната емисија. Ви благодарам на гостувањето. Благодариме на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.